Добар ден, криптоентузијасти, денеска имаме едно многу интересно видео. Одамна немаме направено вакви видеа, знаете дека имаме формат на видеа кој што ги нарекувавме ферската каде што денеска нормално ќе направиме интересно видео во соработка со Бенџамин Коен, со тоа што го користиме неговиот материјал и ги споредуваме нашите сознанија и да речем анализи на пазарот со неговото, со цел да имаме една целосна слика со оглед на фактот дека Бенџамин Коен сите знаеме дека е крајно голем биткоин макси. Во оваа ситуација ќе видиме дали практично ние се сложуваме со секоја од неговите тези или не се сложуваме, дали имаме аргументи или не, иако моментално пазарот и понатаму за жал оди во обратна насока од она што го очекувавме, тоа не го менува фактот дека и понатаму она што ние го истражуваме, оние да речем факти кои што ги имаме на пазарот и понатаму покажуваат дека се уште има огромна шанса да го добиеме тоа што го чекаме, а нормално тоа е алткоин сезон. Пак ќе напоменам, на крајот од денот ова е споредба на мислење. Ние стоиме позади сопствените мислења, позади сопствените истражувања и нормално на тој начин се обидуваме да ви дадеме една целосна слика, каде што вие сами според изложените факти ќе си одлучите дали е паметно да се оди со стратегијата на Бенџамин Коен, биткоин и само биткоин, или пак е паметно да направите диверзификација. Секој од вас нормално треба сам да се одлучи што е најдобро за него и за неговото портфолио. На крајот од денот само вие можете да одлучите што е најпаметно за вас. Нормално, ние сме овдека да ги изложиме нашите факти, зашто сме ги донеле овие одлуки. Нормално ова не требаше да биде неделното видео, знаете и сами, но одлучивме да го промениме, затоа што имаше многу битни, да речем, детали во работата на Бенџамин Коен, кои што сакаме да ги споредиме со вас, на некој начин да добиете второ мислење што се случува моментално со алткоин сезоната. Па поради оваа причина, гледаме со енормно големо надгласување, да не забораваме имавме и на другите платформи исто така, многу поголем интерес имаше за ова видео, ферската со Бенџо, наместо за liquid staking кој што ќе го обработиме понатаму. Не заборавајте во текот на следната недела, ќе добиете алткоин техничка, тоест алткоин недела, каде што ова се 5 проекти кои што планираме да ги обработиме, ќе дадеме се од себе да бидат обработени сите, со тоа што остануваат, GNO, Flux, Supra, Arkham и Fala. Тоа се според вашите гласања од последниот блок, а во текот на неделата очекувате дека ќе имаме уште едно барање за формирање на нов блок на алткоини. Тоа го правиме со постирање на посебен пост на Facebook, каде што бараме од вас да ни представите пример коини кои што би сакале да ги видите обработени на нашиот канал и на тој начин да обработиме нов блок после овие кој што ќе биде следен за обработка. Да, има уште еден или два кои што се останати од претходни кои што нема да стигнеме да ги обработиме, не се секирете, не се заборавени, само сакав да го спомнам ова како објаснување и нормално ќе објасниме се во текот на неделата како работиме на алткоини, знаете ова е за нас посебен настан, еднаш најчесто во месецот, цела недела посветуваме на овие на овој тип на анализа, каде што секој ден обработуваме целосно по еден проект. Во текот на неделата очекувате дека ќе има и два лайв стрима нормално, каде што во вторник имате геополитика и крипто, а во сабота ќе имаме техничка анализа, ќе одберете вие која од трите теми ќе ги обработуваме. Тоа е во однос на следната недела и не заборавајте во текот на среда, повторно ќе имаме настап во CryptoHub Малта. Тоа ќе биде на темата биткоин против војна. До нашата Patreon заедница веќе ја доставивме презентацијата во низината PowerPoint форма. Нормално ова само сакам да го споделам со вас да видите како ќе изгледа. На крајот од денот ова видео е веќе направено на нашиот канал. Многу лесно може да го најдете, само попарете во овој постер во плейлистата за напреден курс за техничка и фундаментална анализа. Ќе биде доста интересно. Кој сака слободно повелете во среда, во 7 часот попладне, од 8 ќе биде презентацијата во Soho The Strand во Гзира. Веќе има доста македонци кои што ми се јавија дека ќе дојдат. Ве очекувам сите, ќе биде доста интересно, бесплатно е, едноставна дружба, плюс ќе се запознаеме како македонци на Малта, верувам дека ќе биде доста интересно. Како и секој, нашата Facebook страна ги содржи нашите две портфолија. Тоа е портфолијата кое што ние го работиме самиот почеток на овој канал, тоест портфолијата кое што го обработиме како едукативно портфолио и портфолиото на каналот, кое што само по себе представува се она што моментално го добиваме како канал, го претвараме во крипто, пак на крајот од денот, тоа е нашата работа, би било,
малку глупаво сега ние да ги добиеме овие средства и да ги чуваме во кеш, а зборуваме за крипто, така. Од друга страна, ова ќе представува буџетот на каналот, кој што наскоро се надеваме дека ќе успееме да го самостоиме комплетно, со соодветна компанија, со сето оно што го работиме за самиот канал, да можеме да се посветиме целосно на едукативната и инвеститорската дејност која што има. Сега, нормално, како што веќе спомнав во вчерашниот лайвстрим, ако не сте го погледнале, погледнете го, беше доста добар. Значи, разговаравме за следната македонска криптоконференција, нема да навлегувам премногу сега, погледнете, значи таму 3 часа разговараме на таа тема, тоест разговаравме дополнително и за таа тема, каде што нели планираме истата да биде на 17-18 мај во Велес и сега веќе нели сме во организациона фаза, чекаме дозвола од општината и да продолжиме понатаму со реализирање на оваа нели ветена конференција. Секоја година, знаете, ова е втора, планираме ова да не биде традиција. Дополнително, само да напоменеме, значи овдека е патрон заедницата, ова е посебен начин на организација каде што сите оние кои што сакаат да бидат дел од нашата инвеститорска заедница, може да се приклучат на оваа апликација која што е слична на форум, каде што гледаме дека повеќе од 400 македонци се веќе дел од истата. Зошто е ова толку битно? Затоа што сите овие средства кои што моментално ги добиваме со цел да можеме да организираме ваков тип на настани како предавањето во Велес, како моменталната криптоконференција, значи ги добиваме од страна на вашите донации. Така да благодарам на сите оние кои што веќе донирале. Се надевам дека ќе најдете нели за сходно дека ова е паметно и дека на овој начин практично ја споделуваме нашата едукација со што повеќе македонци бесплатно. Така да патрон заедницата е начинот на кој што ние добиваме доволно средства за да можеме ова да продолжиме да го правиме бесплатно за сите македонци во светот. Сега, што се привилегиите, знаете и сами, значи сите моментални, да речем, материјали кои што ги произведуваме, веднаш ги доставуваме до нашата патрон заедница, значи прво ги доставуваме до нив, а потоа нормално ги доставуваме и на самиот канал. Така да сите содржини се бесплатни, само што први ги гледаат секогаш нашите Patreon членови. И дополнително овдека мораме да ги спомнеме чатовите, значи имаме најразлични чатови на најразлични теми, каде што голем дел од членовите на вистина помагаат со своји информации, своја едукација, значи овдека на еден најнеутрален и соодветен начин можете да се запознаете со се што е потребно за крипто. Значи овдека многу од нашите членови помагаат, постојано допринесуваат со нови материјали, со нови идеи и затоа пак ќе напоменам, верувам дека оваа наша вибрантна и многу активна заедница и понатаму ќе продолжи на овој начин да соработува, како меѓу нас, така и за сите оние кои што нови ќе дојдат во нашата заедница. Овде ќе имате директни пораки до мене кои што ги одговарам еднаш дневно. Како и да не забораваме дека дополнително имаме и еднаш месечно посебен тип на лайвстрим на Microsoft Teams. Планираме да го направиме во текот на почетокот на март, значи заради одењето во Велес малку се одложија овој пат работите, но не се секирајте, значи ќе биде направено, нема бегање. Почетокот на март очекувате дека ќе го погледнете истиот, каде што сите членови на нашата заедница ќе можат заедно со нас да разговараат за сите теми кои што ги интересира, сите прашања, потенцијални предлози за што понатаму со нашата Patreon заедница. Значи на овој начин можеме директно да комуницираме со нашите членови. Значи тоа е оприлика се што добивате, овдека е нормално и чатот на Криптофил, кој што исто така ќе биде дел од конференцијата, значи овдека ги споделува сите негови нови материјали и нормално, значи многу лесно можете да го најдете ова, ќе поразговараме на крајот за тоа. Значи сите оние кои што има потенцијално проблем со уплатата за Patreon, затоа што се случуваат многу пати овие проблеми, значи би им напоменал дека многу лесно може да го најдат овој постер на сите наши социјални мрежи, каде што нивното членство на годишно ниво ќе може да го направат преку овие QR кодови, тоа се адреси за алткоини, да го направат директно до нас, каде што ние ќе им испратиме линк со соодветно членство на Patreon заедницата и пак ќе кажем на овој начин ни помагате да ја унапредиме нашата работа и понатаму уште поактивно да работиме со нови едукативни материјали за македонците ширум светот кога станува збор за макроекономија, геополитика и крипто. Да бидат што поискусни и што поедуцирани инвеститори. Нормално овдека е и нашата криптогемиџија кооперација, ова е посебен пејдж на Facebook, многу лесно може да го најдете, каде што почнавме да правиме интересни артикли, како што беа првите два, кои што се моментално во изработка, наскоро ќе бидат и во фаза на достава до оние кои што нарачаат до сега. Да не забораваме дека се работат на нови дизајни моментално, кои што наскоро ќе бидат доставени до вас за гласање, а најдобриот дизајн ќе биде ставен повторно
прво во период за нарачка, а потоа и во дистрибуција до вашите домови. Така да и ова е уште еден мал гест со кој што може да ни помогнете да унапредиме нашата работа. И како и секогаш, значи во дескрипцијата на секој од нашите видеа може да најдете линк како до нашата Patreon заедница, така и можете да најдете линк до нашата криптогемиџија кооперација. Со тоа нема да должиме повеќе, значи тоа е опрлика се што треба да знаете за она што го организираме на нашиот канал, нашата работа. А сега ќе разговараме за господин Domination. Знам дека е доминен, само мене повеќе ми се свиѓа The Domination Man, значи Бенџамин Коин и неговата обсесија за доминацијата на биткоин на пазарот на криптовалутите. Сега, не заборавајте дека на крајот од денот јас сум научил многу од овој човек. Значи човекот е многу добар техничар, има своји, значи handmade, зборуваме негови лични програмирани индикатори кои што се многу добри, морам да признаам, но тоа не го менува фактот дека јас и он се разидуваме на една многу битна ствар, а тоа е инвестирање во алткоини или инвестирање во биткоин и ништо повеќе. Со тоа што уште еднаш, нормално како и претходно, ќе ги споредиме нашите ставови. Повторно, на крајот од денот, вие како публика одлучувате за себе си, а ние сме овдека, она што веќе сме одлучиле дека е најдобра верзија за нас, да го споредиме со еден од најдобрите технички аналитичари на пазарот, знаете и сами, значи е доста ценет, има огромна количина на гледачи и нели, пак ќе кажам, на крајот од денот ние сме свесни зошто го правиме ова, за нас неговата стратегија не иде во предвид, но повторно оставам на вас да одлучите сами која од овие две стратегии е најдобра за вас. Нормално, пак ќе кажам, секој од вас треба сам да одлучи што понатаму на пазарот. Сега, ќе почнеме со првата точка, каде што Бенџамин Коин зборува за тоа зошто алткоини и дали е можеби попаметно да направите промена на вашето портфолио од биткоин во алткоини во моментот кога имаме прекршување на доминанс и на тој начин практично да бидете во многу помала ризична зона. Се разбираме. Значи на тој начин вие ќе го избегнете ризикот од потенцијално нескокање на коините, на алткоините, а сте добиле профит во биткоин. Така, во ред. Ова сме го разговарали претходно, ќе го слушнеме уште еднаш од Бенџамин Коин и ние ќе покажеме што ние мислиме за целата оваа ситуација и дали ова според нас е изводливо или не, нормално со соодветни докази. Да слушнеме што има да каже прво. Why the people that keep calling for it to be wrong. One of the reasons people talk about alt season is because a lot of people really want to make money quickly, right? For several years in the But cryptoverse, for several years in the oftentimes cryptoverse, oftentimes oftentimes the best strategy is just to stick with Bitcoin and get nice and steady gains. For a traditional Now, investor for a traditional investor who invests in the stock market, to get a 6x move in, say, would be 2 incredible. years would be incredible. Bitcoin is up In about crypto, 6x Bitcoin is from up the about bottom. 6x But a lot of people from would the argue bottom, that's not enough. but a lot of people would argue But that's the not reason enough. why it's so important But is the reason why it's so important is because if you're not in alt season, then you're better off with Bitcoin and preserving the Satoshi valuation of your portfolio. So if you train your mind to think in terms of sats, Satoshis, instead of US dollars, then you'll likely be a lot more successful in the cryptoverse. So instead of buying altcoins when you think alt season is going to actually begin, instead of buying it with US dollars, if you just bought it with Bitcoin instead, that's how you can really make the most of it. And then the goal is to ultimately increase the amount of sats that you own. Значи, од целата оваа ситуација, он цело време се обидел да објасни дека прво нема поента од алткоини и дека алткоините моментално се користат единствено поради практично оние кои што сакаат да направат брза заработувачка. Во ред. Добро. Значи тоа е релативно точно, затоа што на крајот од денот сите ние сме овдека за брза заработувачка, иако не е ни по точка разно брза. Знаете и сами, ние инвестираме во алткоини веќе 2,5 скоро 3 години, значи уште така речено крајот на 2022 година па до денес, така. Тоа значи, во целата оваа ситуација не станува збор за брза заработувачка, ја не зборам за оние кои што инвестираат во Solana Meme, така, значи тоа е веќе сосема друга категорија на луѓе кои што нас не интересираат. Напротив, значи он мисли дека инвестирањето во алткоини е брза заработувачка. Сосема погрешно, дури обратно. Во алткоините треба многу повеќе трпение и многу повеќе чекање за разлика од биткоин за заработувачка. Втора работа, вели.
Моментално е 6x, не е 5x, или како и да е повеќе од 5x моментално заработката на биткоин во ред. Со тоа што дополнително во оваа ситуација се е тоа во ред, ако го споредуваме со берзата, како што каже и сам. Значи, како го споредуваме со берзата, значи тоа е одлична заработувачка, нема поента зошто би се пренесувале на крипто секторот, посебно зашто би оделе во алткоини, кога за секојдневните инвеститори, зборам на традиционалните инвеститори, 6x за 2 години е научна фантастика. Тоа е нешто што не се случува. Но, се ова е делот. Ама доволно, да. Доволно е за луѓе кои што имаат моментално 20 биткоини. Така, за 20 биткоини луѓе кои што имаат е сосема доволно да направите 6x. Дали е тоа доволно ако имате $2000? Тоа е оно што постојано ме прашувам. Значи, кога треба да си одговорите колку ризик треба да има вашето портфолио, сегогаш тргајте од ова прашање. Дали ризикот кој што го имате во портфолиото навистина ќе ви промени нешто? Значи, ако тој ризик направи промена во вашиот живот, да навистина она што ќе го добиете согласно на ризикот навистина ќе смени нешто, односно ќе биде значителна сума, тогаш да. Ако не, тогаш која е поентата да инвестирате во она што нема доволно ризик за вас? Така, уште еднаш. Имате $1000, така? Овие $1000, 6x сте направили, тоа се $6000. Дали $6000 ќе сменат нешто во вашиот живот, ако овие 6x сте ги направиле преку 2,5, скоро 3 години време? Ева, размислете сами. Јас мислам дека не, секој од вас нормално има свое размислување, затоа јас постојано зборувам. Според мене, значи, ризикот кој што ние го сносуваме или го превземаме со инвестирање во алткоините е согласно на профитот, односно добивката која што планираме да направиме. Многу поголема, значително поголема, и тоа сега ќе го докажеме. Сега, првата работа, како што веќе кажа и сам он, значи кога станува збор за традиционални финанси и инвеститори, супер, за нив е тоа одлично. Pantera Capital представува, ова е нивната страна, Pantera Capital представува еден од најголемите инвеститори во крипто. Ама најголеми, зборуваме институционални инвеститори во крипто, уште практично самиот почеток. Уште од првиот bull market 2017 година, Pantera Capital е во крипто. На практично ова е јануари 2024 година го прават овој интересен артикл кој што многу јасно покажува тоа што он го зборува дека не е така. Односно, погледнете овде. Овде ќе имаме две графи кои што многу јасно покажуваат во последните два bull маркети, затоа што немаме доволно информација. Овие два bull маркети ни се единствените информации кои што ги имаме, кои што ни покажуваат дека иако сме чекале, како што знаете и сами, ова го објаснувавме во вчерашниот лайвстрим, значи еден bull маркет представува 3 години и потоа имаме една година bear market. Bull маркет 3 години, една година bear market. Во сите досегашни, односно во двата досегашни bull маркети во кои што сме имали алткоини, ние имаме ситуација во која што погледате. Првите 2 години алткоините стагнираа. Така, да, значи ова е приливот на капитал во алткоините за разлика од цената на биткоин. Така, што значи? Првите 2 години тоа воопште не е ново за нас. Ние постојано зборуваме дека првите 2 години едноставно ова е акумулациона фаза за алткоините. Која што дополнително за разлика од биткоин, кој што гледаме дека почнува да расте уште од самото дно или почетокот на овој bull маркет, ви дозволува многу поевтино, многу подолго да продолжите да купувате ваков тип на капитални добра, за разлика од биткоин, кој што за целиот овој период, уште од почетокот па до крајот на bull маркетот расте. Што значи вас, за разлика од биткоин, кој што овдека сте го купиле на колку е овдека, на $1000, ајде да речеме, така? Па понатаму овдека сте го купиле на $2000, па овдека сте го купиле на $3000, па овдека сте го купиле на $5000. Постојано расте цената по која што вие го акумулирате ова добро. За разлика од тоа, алткоините првите 2 години вие ги купувате на екстремно ниска вредност, која што што можеме да видиме за разлика од биткоин кој што расте, постојано циркулира. Како осцилатор, така, значи се движи горе доле, така. Што значи дека ако го споредиме ова со стандардното акумулирање на биткоин, гледаме дека од акумулацион аспект многу е попаметно да акумулирате алткоини наместо да акумулирате биткоин, кои што многу подолго се задржуваат на пониски вредности, така. И третата година, која што е екстремно битна, е моментот каде што ние имаме експлодирање на вредноста на алткоините. Не мора да биде на самиот почеток, тоа го разговаравме во вчерашниот лайвстрим, погледнете го, таму детално разговараме 2 часа на таа тема. Значи можеме да видиме дека во 2017 година сме имале 3 месеци во кои што и понатаму стагнирал алткоин пазарот, пред да имаме конечен скок кој што е баснословно поголем за разлика од биткоин, додека за разлика од тоа 2021 година имавме скок уште на самиот почеток, но потоа имавме корекција на средината на годината. Што сакам да ви кажам со ова?
Наспротив на тоа што го кажува Бенџамин Коен, гледаме дека акумулациониот фактор е многу подобар кога станува збор за алткоини, затоа што ги акумулирате многу подолго на многу помала цена, за разлика од биткоин, а второто е дека експлозивниот фактор кој што доаѓа најчесто во последната година од еден биткоин циклус е многу по-екстремно голем за разлика од биткоин. И тоа можеме многу јасно да го видиме на оваа графа, повторно Pantera Capital, значи ова е сериозна институција, ова не е направено од некој лаик како мене, така, нели, пошто ние не знаеме. Значи, 2015-2018 година, гледаме дека во првата фаза, која што е првите 2 години од бул маркетот, значи гледаме дека нормално многу повеќе напредува биткоин за разлика од алткоините, така. Но за разлика од тоа, гледате колку е несразмерно голем напредокот на алткоините во втората фаза, последната година од 3 годишниот бул маркет, за разлика од биткоин. Така, со тоа што можеме да видиме дека многу голем дел од капиталот се прелеал во алткоините во последната година од бул маркетот. Истата ситуација се случила и во 2021 година. Со оглед на фактот дека овдека имавме помал раст заради тоа што имавме Black Swan настан. Имаше ситуација во која што биткоин, нели, како криптовалута и сите останати како и биткоин мајнингот беше баниран во Кина. И затоа верувам дека ова ќе беше многу поголемо, односно добивката, како што можеме да видиме од 7x ќе беше значително поголема во оваа втора фаза, односно третата година од бул маркетот, да не беше овој Black Swan настан. Сега за жал се уште не сме стигнале, тоест сега ефективно се наоѓаме во втората фаза. За жал се уште немаме доволно информации. Според ова што моментално овде го гледаме, ова е на 15 декември. Значи ова е практично пред почетокот на онаа последна година за која што ние разговараме. Значи допрва ќе видиме како ќе изгледа оваа година, но оваа година е моментот каде што ние очекуваме дека ќе имаме најдобар перформанс на алткоините, односно тоа што имаме. Последна година е таа која што ние практично планираме да направиме профит, ништо не се сменило, ние постојано зборуваме на истиот начин, дека крајот на бул маркетот е секогаш моментот каде што ние правиме најголем профит од алткоин. Значи до овој момент ништо од тоа што ние го кажувавме не се сменило. Иако моментално не го добивме исходот кој што го очекувавме, дека алткоин сезоната ќе почне многу порано, тоа не го менува фактот дека на крајот од денот пак, значи не заборавајте, допрва ќе имаме значи време се тоа да се случи. Сега мораме да исклучиме некои од овие алткоини затоа што гледаме дека е малку пренатрупан чартот, за да може да видите што се случува на чартот. Еве ќе ги ставиме овие неколку алткоини да видиме дали можете, значи неговата втора ствар е дали може да го темпирате влегувањето од биткоин во алткоини, дека тоа е па као попаметно наместо да ризикувате и да купувате практично од долари, така. Ништо да земе. Да го објасниме повторно. Значи, каде е овдека проблемот? Проблемот е што вели. Значи, во онаа последна година, каде што почнува така речено овој најдобар дел од циклусот, а тоа е нормално јануари 2017 година, ако го земеме првиот циклус во оваа ситуација во која што сме имале алткоини, можеме да видиме дека било многу едноставно. Да сте го променеле вашиот биткоин во алткоини во 2017 година во јануари, вие практично ќе сте биле на самиот почеток на алткоините и ќе сте направиле солиден напредок, односно многу подобар напредок за разлика од напредокот кој што ќе сте го направиле во преостанатиот дел од биткоин. Така, да, во 2017 година. А што правиме во овој момент? Кога следниот циклус, тоа е 1 јануари 2021 година, погледнете, значи вие веќе очигледно ќе сте пропуштиле практично половина од циклусите на овие алткоини. Овдека ги имаме неколку: Ethereum, Litecoin, Tron и Link, така. Каде што гледаме дека ако вие сте купувале во јануари 2021 година со цел да направите трансфер на капиталот, односно добивката која што сте имале во биткоин со цел, нели, сега да направите распределба, диверзификација на алткоини, вие практично сте пропуштиле најголем дел од добивката на сите овие валути. Што значи дека ефективно ова е глупава работа да ја направите, затоа што многу често за да добиете 3x, овдека не се ни 3 до овој момент на биткоин, а потоа да се префрлите во алткоините, вие сте изгубиле 5x на алткоините. Се разбираме? Затоа што истите експлодирале многу порано. Уште побитно, погледнете овдека. Во нашиот циклус, ако погледнеме јануари 2024 година, погледнете. Јануари 2024 година вие веќе сте пропуштиле многу голем дел од бул маркетот на Chainlink, од бул маркетот посебно на Tron, така, каде што и Ethereum самиот по себе буквално стигна до скоро 4000 до јануари, да речем, декември 2024 година, што се дека вие практично сте пропуштиле голем дел од добивката која што ќе сте имале во алткоините,
доколку сте чекале да го трансферирате вашиот капитал во оваа последна година од биткоин во алткоини. Така да, скоро е невозможно и многу е лесно ретроактивно да зборуваме колку било паметно кога гледаме како сето тоа се случило. Така, за разлика од тоа, во досегашните анализи можеме да видиме многу пати примери каде што вие ќе сте пропуштиле голем дел од добивките во алткоините, доколку сте направиле таков потек, мислејќи дека нели на тој начин вие практично нели многу паметно го играте пазарот, па капиталот од биткоин го префрлате во алткоини. Пак ќе кажам, многу е лесно тоа да го правите со голем капитал, каде што вас ви е битна добивка. Не ви е битно толку многу оваа добивка да биде огромна, со 10, 20, 25x, така. И затоа ваков тип на канали како Benjamin Coin им е многу полесно да кажат, дечки, само биткоин, не ви треба ништо друго. Така, затоа што на крајот од денот пак ќе кажам, ако вие имате 20 биткоини на сметка, тогаш вас 5x ви е повеќе од доволно за било што. Така, за разлика од тоа, ако вие имате $1000 на сметка, 5x нема да ви смени ништо во животот. Така да, затоа што ќе напоменам, главна причина поради која што постојано трубиме алткоини е тоа, потенцијалот на алткоините наспроти биткоин. И третата работа која што кажа и повторно не се слагаме со неа е тоа дека алткоините као не се профитабилни, така, нели? Не се профитабилни као зашто алткоини кога можеме во биткоин да инвестираме. Добро, во ред, ајде да погледнеме дали е тоа така. Еве сега ние ќе земеме неколку алткоини досега во овој циклус и да видиме дали истите биле непрофитабилни или пак биле повеќе профитабилни од биткоин. Биткоин самиот по себе, еве да почнеме од тој момент, да видиме колку проценти моментално направил биткоин во овој циклус и да видиме колку направиле некои од овие алткоини во кои што ние сме инвестирани и да видиме дали, не само ние, генерално на пазарот, и да видиме дали е поисплатливо да се инвестира во биткоин, кој што моментално е на 427%, значи тоа е некој 5, малку повеќе од 5x, така. Е сега да видиме некои од коините кои што моментално постојат на пазарот и да видиме дали е тоа вистина што го зборува. Пазете, без да почне алткоин сезона. Значи ние моментално зборуваме без да почне алткоин сезона. Ова се некои од коините во кои што ние сме инвестирали или потенцијално вие сте инвестирали. Крај на bear market за XRP, јуни 2022 година, до овој момент имаме 788%. Значи ние имаме практично скоро дупло повеќе профит во XRP наспроти биткоин. Така, што стана со инвестирајте во биткоин? Нели е биткоин најпрофитабилен? Нели е најдобро во биткоин? Следно, ајде да видиме што се случило на пример со HBAR. Ега да видиме со HBAR што се случило, затоа што нели алткоините се непрофитабилни, а пазете, пак ќе кажам, ние не сме стигнале до bull market на алткоините, значи се уште не сме во алткоин сезона, погледнете. И тоа не сметам до крај, значи не сметам до апсолутниот врв. Сметаме до тоа каде се наоѓа нивната цена моментално, 480. Исто како биткоин. Значи дали сте инвестирале во биткоин или во HBAR, сте добиле ист профит до овој момент. Да видиме понатаму, еве ќе земеме FED на пример, така. Да видиме што се случувало во FED до овој момент. Повторно, без при тоа да го сметаме највисокиот врв, затоа што највисокиот врв е многу поголем, погледнете. Зборуваме за 6000%, ама еве кај сме моментално 1300%. За разлика од 400% на биткоин. 3 пати подобар bull market ќе сте имале да сте инвестирале во FED, наспроти да сте инвестирале во биткоин. Така, рендер е уште еден. Зборуваме за коини кои што практично имале свој претходен циклус или барем почеток на претходен циклус пред да почне овој bull market. До ова цена моментално 1400%. Така, ајде да погледнеме други. Значи еве, ова е до оваа цена. Се уште не е ниту почнат, значи bull маркетот, односно алткоин сезоната. Injective протокол, Tron, така, да видиме што случувало со нив и да видиме дали е попаметно да инвестирате во биткоин или пак е попаметно да инвестирате во нешто друго. Tron 435%. Исто колку биткоин. Нема никаква разлика. Така, Injective протокол. Че ова се само неколку коини, пазете, јас не зимам моментално мали коини кои што само што тргнале на пазарот. Ги земам само оние кои што моментално веќе имале претходен циклус, така, значи Injective протокол 1300%. Еве следен да го земеме кој ни беше уште еден, мислам дека тие со прилика. Нема врска, можеме да најдеме уште, но ми разбирате поентата. Што стана со најдобро да се инвестира во биткоин? Што стана со алткоините не се профитабилни? Да еве кажете ми, јас ви покажав до сега 2, 4, 6, 7 коини во овој циклус кои што се blue chip, значи ова се топ 100, така, коини кои што гледаме дека навистина направиле огромен раст во овој bull market. Значи дека тоа што моментално Benjamin Coin го зборува дека е најпаметно и најдобро да се инвестира само во биткоин, биткоин нели е профитабилен, другите не,
Че очигледно не е така. Повторно, не забравяйте, ова е уште пред да влеземе ефективно во следниот циклус на алткоин сезон. Така. Сега од 4, овде ќе разговараме на една друга интересна тема, а тоа е многу коини на пазарот. Дали е тоа проблем? Значи, овдека Бенџамин Коен ќе ни каже што он мисли за тоа што имаме огромна количина на коини на пазарот. Wrong this cycle and what can we look for this year to see if it's ever actually going to change this cycle? This year, well, to see if it's one of the things back in 2022 that made a lot of people think that alt season was going to occur, and even 2023 and 2024, was that so many new coins were being created. And so one of the arguments that people gave was that since so many coins are being created, that there's no way Bitcoin dominance can go up because it's competing with more and more coins. But the simple counter argument, right? And this was the counter argument I gave back then, and obviously it's going to appear a lot more obvious to people today. Is just because you increase the number of coins doesn't mean you increase the amount of money that's going to go into the altcoin market, right? You still have the same amount of money that's going to sloshing around in the altcoin market, whether you have 10 coins or 20,000 or a million, it doesn't really matter. It just means that the liquidity gets spread thinner and thinner. And it doesn't really matter. Right. It just means so, liquidity gets thinner and thinner. Значи овдека дори сакам да одговорам некои од луѓето од нашиот канал кои што тврдеа дека затоа што има премногу коини ногаме каде што премногу пари одат во овие коини, па затоа нема за нормалниве проекти кои што ние ги инвестираме, кои што реално имаат технологија во нив. Дали е тоа така? Според Бенџамин Коен, претходно као имаше тврдење дека ќе биде обратна ситуација, колку повеќе коини, толку повеќе капиталот ќе се движи кон коините, зборуваме алткоините, и на тој начин доминацијата на биткоин нема да биде висока, така. Во ред, испадна дека тоа е погрешно и тоа јас потенцијално би го рекол на истиот начин, но една интересна работа која што Бенџамин Коен ја тврди, он пак тврди обратно. Он вели колку повеќе коини има, оваа иста количина на капитал, тоа е маркет капот на алткоините, значи се движи низ што повеќе алткоини, во превод на тој начин како што кажа и сам, колку повеќе алткоини, толку помалку пари за секој проект. Значи не е ова комунизам, не ги делиме ние парите на секој проект помалку. И сега да се вратиме на дело што е најбитен во оваа ситуација. Еве колку коини има моментално. До крајот на 2024 година ние сме стигнали на 30 милиони коини, односно токени. Каде е овдека проблемот? Прво, многу од луѓето треба да разберат дека овдека не мора да има 30, може да има 60, може да има 600 милиони токени. Тоа не значи дека овие токени земаат или пак земаат некаков значаен дел од капиталот кој што влегува во алткоините. Ни по точка разум. Втора работа кој што сакам да напоменам овдека, гледате каде се најголем дел од коиниве токениве на Solana, така. Значи ова се тие pump and dump шеми, поради кои што целиот свет моментално смета дека блокчейн технологијата се само сликичиња кои што моментално си ги тргуваме ние како да се покемон картички, се разбираме. Значи гледате кој е главниот виновник? Solana. Овие pump and dump глупости. Тоа да отрнеме на страна. Без Solana ние ќе бидеме под 10 милиони, што ќе биде сосема нормално. Сега да отрнеме и тоа на страна, ајде. Нема да взимаме Solana во оваа ситуација, не е битно. Многу од луѓето велат, ама сега има 30 милиони токени, па за тоа не можат како демек нормални проекти да земат капитал. Ни по точка разум не е точно и сега ќе ви демонстрирам зошто. Моменталниот капитал на сите алткоини во пазарот е, еве, погледнете, значи моментално е околу 900 милиарди долари. 900 милиарди долари е целокупниот капитал кој што инвестирам во алткоините. Да видиме дали е тоа така. Не е така, сега ќе ви покажам зошто. Погледнете. Од овие 900 милиарди, 340 милиарди се на Ethereum. Така, дополнително овде ќе имаме уште 150 милиарди на XRP, заедно тоа се 600 милиарди. Така, 600 од 900. 2/3, така речено, вкупната количина на капитал е во овие два коини. 2/3 од вкупниот капитал кој што е во алткоините. Ако на ово го додадеме BNB и Solana, кои што се исто така прилика околу 100, еве, да ги ставиме на рамно, да речеме, дека е така. Значи 150 и 350, тоа е се сигурно 500, одека се 500, 600, 700. 700 од 900. Значи ние одека во првите практично 1 2 3 4, во првите 4 алткоини, ние имаме 700 од 900 милиарди вкупен маркет кап.
Така, значи тоа се оприлика повеќе од 80-85% од вкупната количина на капитал се наоѓа во првите 4 коини. Каде е ова илузија дека наводно капиталот одел во, не знам, овие 30 милиарди, по точка разно. Тоа е некој ситен кеш кој што на овие мали маркет капови им прави pump and dump шема, нема никаква врска со реалноста. Зошто? Затоа што 99% од капиталот во крипто се наоѓа во топ 100 коини. Точка. Се разбираме? Значи 99% од овие 900 милиарди кои што ги имаме овдека се наоѓа во топ 100 коини. И затоа на преварот кој ќе стигне во топ 100. Не е на преварот која ќе биде следната pump and dump шема. Не се замараме со меме коини, не се замараме со глупости на Solana, се фокусираме на инфраструктура, се фокусираме на технологија. Значи, нас главната работа ни е да ги истражиме коините кои што моментално се дел од овие топ 100, кои што навистина имаат шанса да зграбат дел од овој капитал. И пак ќе кажам, ова е практично капитал кој што се уште нормално не е крајниот капитал за овој bull market. Уште еднаш ќе напоменам, јас очекувам дека оваа година ќе добиеме многу поголем капитал, посебно со оглед на фактот дека не сме стигнале се уште ни до влез на ритейл на пазарот. И сега, ако го споредиме ова се тоа што го кажува Бенџамин Коен, прво, нема никаква врска дека овој капитал влегува во оние 30 милиарди токени на Solana, ни по точка разно. Второ, значи и понатаму очигледно е дека најголемиот капитал е околу оние кои што навистина имаат, да речем, потенцијал за институционална поддршка, имаат технологија позади себе си, значи на вистина се фокусираат на коините кои што стварно имаат потенцијал. Така. Е сега, овдека ќе го завршиме првиот дел од ова видео, затоа што за жал имаме проблем со техниката кога ги снимаме овие видеа, малку касни. Овој проблем, ќе го намалиме овој ефект, така да веднаш после ова видео ќе следи второто видео, значи No, gracias, no se preocupe. Целосна слика за оно што моментално го гледа Бенџамин Коен, а оно што го гледаме и ние на самиот канал.